Утре ќе се знаат деталите од извештајот на стручната комисија кој го истражува случајот со смртта на 9-годишното дете од Свети Николе. Објави денеска министерот за здравство Арбен Таравари. Стручна комисија е формирано и за Штип и за Прилеп. Кога ќе стигне кај мене, јас се надевам до крајот, тоа е петок, до утре ќе стигне. Вака неформални информации имам, меѓутоа да причекам тоа што ќе дојде напишано од стручната комисија. Започнати се акции за сузбивање на коруптивните случаи во болниците. По вчерашниот случај со сега суспендираниот хирург Митаџија од Битолската клиничка болница, најави Таравари. Ги информираме директорите и веќе има една акција. Имаше уште еден обид да се види дали се случуваат вакви злоупотреби за време на работно време, редовно работно време, да се работат пациенти кои што треба дополнително да се работат. Значи ќе се обидеме, ние го даваме нашиот максимум, вработување, колективен договор, покачување на плати и бараме и од медицинскиот персонал, медицинските екипи да бидат коректни и да вршат својата должност така како што треба. Министерот упати апел до граѓаните и пациентите без страф од евентуални последици да пријавуваат случаи на барење мито. Јас ги повикувам да ги пријават и кај нас, и во полиција, и кај директорите на клиниките, бидејќи секојдневно сме во комуникација со повеќето директори, така да било кај да пријават. Тука сме да ги слушнеме и да провериме дали е вистина тоа што го кажуваат. До понеделник се затвора прашањето со набавката на лековите за онкологија. Децидене Таравари. Неколку лекови веќе денеска се стигнати, утре ќе стигнат уште неколку лекови, понеделник уште 2 лека, ако не се лажам. Така да се работи за 2 дена и тоа дистрибутерите не можат веднаш сите лекови да ги има, меѓутоа се работи за да речам поголем број, веќе денеска и утре се снабдуваат.